Зошто дефектологија? Некој ќе каже си одбрала хумана наука. Да, тоа е хумана наука, ама ние тоа не го правиме од хуманост. Значи, нас тоа не е професија, ние сакаме директен пристап со тие деца. Јас кога ќе почнам да работам со дете, сакам со тоа дете да има напредок и тоа дете да успее сам да се избори во животот, да постигне нешто. И љубовта кон тие деца, едноставно мене, ми даваат енергија, сила, позитивно гледам на животот, го ценам сопствениот живот повеќе. Јас се запишав на факултет, факултетот ми овозможи повеќе семинари надвор од Македонија. И сега кога јас одев на тие семинари, секогаш собирав идеи и си замислував дека еден ден јас ќе имам свој приватен центар. Тогаш бев помала факултет, се до 2008 година, кога завршив. 2 години работев како персонален асистент во школа и 1 година во градинка. Со тоа стекнато мало искуство, да речеме, јас видов дека јас не се пронаоѓам во школа и во градинка, каде што ќе не можам директно да работам со тие деца. Сакав сето тоа да се смени, зашто едноставно не гледав напредок јас кога работам со нив во градинка и во школа. Тоа е кратко, 15-20 минути, папирологија, јас не сум за тоа. Реков, јас сега ќе направам нешто поразлично, каде што јас можам секојдневно да работам со нив, да имаме напредок, успех. И во 2011 година, веќе 9 години постоиме, во 2011 година решив да го направам центарот Крик, првиот центар приватен во Македонија. Јас имав идејата, замислував, знаев дека ќе успеам и едноставно го отворив. Значи Крик, тој, некој ќе ме праша зошто Крик, зашто Крикот е остар извик на болка, ужас, ненадување во живот. Првото дете, баш ми беше аутистично дете, се сеќавам, и е веќе 5-то оделение. 5-то или 6-то, не сум сигурна. И јас сум среќна кога ќе ми се јават и ќе ми кажат, еве, го реши тестот, напиша краток состав, препиша од табла, не прави проблем во училиште, сака да доаѓа овде. Ние сме среќни кога децата сакаат да доаѓаат овде. Кај нас можам да кажам дека не плачат кога ќе дојдат, плачат кога ќе си одат. Едноставно не сакаат да си одат. Секој дете е посебно, значи нема дете кој што е исто. Со секој дете пристапуваме различно, или покрај индивидуална програма што изготвуваме. До сега не ми се случило да имаме 2 деца исти. На почеток ние им даваме простор на децата, ги оставаме, ги обсервираме да видиме како они се сноѓаат, да засакат просторијата, околината, нас, пошто ние сме нови за нив. После ние преземаме улога и ние диктираме начинот на работа. Чудно е, бидејќи иако некои деца немаат говор, ние комуницираме. Јас знам што сакам во моментот, што да му дадам, ама наша цел е максимум да извлечеме од нив за да презборат, за да ни кажат. Тоа е таа некоја комуникација преку допир, чувства, поглед. Не знам, тоа не се опишува, значи тоа треба да се доживее. Може би јас сум малку построга во работа, значи тоа се го кажувам. Децата кога ќе дојдат овде, седнуваат и работат. Знаат дека овде се дојдени за работа и не прават отпор. Може отпорот да биде во првите 2 недели, ама после прифаќаат дека ние овде работиме и овде се работи. Деца кои што не држале молив, ние сега пишуваме. Кои што не кажале збор, сега кажуваат кратки реченици. Ние дури сме среќни чао кога ќе ни кажат на брат. Или дај. Тоа не прави среќни, не само нас, и родителите. И веќе во нив гледаме потенцијал, дека они можат во иднина да постигнат нешто.
кога ќе прифати родителот дека имаат дете со посебна потреба, без разлика каква е таа потреба, тогаш се свесни и успехот тогаш е поголем, зашто од две страни му помагаме на детето. Дали некако дефектолози или логопедски, дали тоа ќе биде физиотерапија, значи едноставно родителот го прифаќа проблемот и сака да му помогне. Секој избегнување на проблем, тоа се решава. Само тоа влијае на детето, зашто ако ние од 3-4 години треба да почнеме да работиме, тој е процес задоцна, почнуваме од 7-8 години. И се касни години. Имам многу деца. Еве оваа година 4 деца ми се запиша во редовно училиште. И сите напредуваат добро. Тоа за мене е успех. Кога ќе прочитам описно оценување дека ги постигнуваме сите задачи, исто имам од искуство што сум работила 4 деца аутистични, кои што веќе се 5 и 6 оделение. Имам дете кога е средно и кога, например, е тажно, доаѓа кај мене. И нашето мото во Крик е секогаш дека не постои дете кој што се работила да не се постигне успех. Со секој дете се постигнува успех ако се работи правилно, ако му се даде време. Ние не бараме 100% успех и 80% нас не прави среќни. Со новиот проект персонални асистенти во училишта не може да најдат персонални асистенти. Наше не им плаќаат, читам по интернет, нема везе дали плаќаат или не. Јас сметам дека една година факултетот треба да додели пракса на сите да одат како искуство да стекнат. Не наеднаш, значи јас овде сум работила 3 години, не е некој искуство, ама јас од тие 3 години видов дека ја не се наоѓам во школа и во градинка. Нема шанси да седнам во школа и само треба да бројам колку деца се. Јас сакав директно да работам со деца. А за инклузија, мислам дека уште многу години нема да биде овде успешна, зашто не може по иста програма да работат сите деца и не може во оделение од 33 деца да има едно или две аутистични деца, не мора да се аутистични. И деца со дисхармоничен развој, кои што имаат други проблеми при читање, пишување. Далеко сме. Реално.